Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме соопштенијата. Важно соопштение овде од управата во Ньюкастел. Се бара помошник при труп на попот Пецо Петровски овде во нашата православна црква Света Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саша Стојчевски на 0408 4901 48. Се одржува денот на жената овде во нашиот македонски културен центар Ньюкастел и тоа недела на 8 март со почеток во 11 часот пред ручек. Ќе има одлична музика со Сонја Динамик од Сиднеј. Ќе се сервира 4 врсти јадења. Картите за овој ден ќе коштат $70 по лице, за деца од 6 до 12 години $30, за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ќе има богата лотарија, убава атмосфера со богато јадење, убава музика. За карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414 417207, Ленче Нечовска на 0410 634310, Славица Размовска на 0415 343818 и Мира Дамевска на 0404 835366. Сите сте добро дојдени. За карти може да земите во салата секоја среда од 5 до 7 сатот после пладне, да си одберите маса со вашите најблиски. Нешто за нашиот град Ньюкастел, за се што се случува през неделата. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати занимавање тие се послужени со кафе, чај, бисквити, сето е бесплатно.
Во среда се одржува тренинг со игралната група Стеф Наумов и наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Како и сите фудбалски тимови, и ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик, и тоа во многу поголем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето тоа може да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Ристе Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Како што спомнавме порано, нашето македонско школо започнува да се регистрираат дечина во истиот ден кога тренираат игралната група, значи секоја среда од 5,5 сатот после пладне. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. И уште едно соопштение. Сузи Цветановска после подолго одморување се врати за готвење со ручек во нашата македонска заедница секој четврток во нашиот македонски културен центар. Сите сте добро дојдени порано од 9 сато до 12 за чај, кафе, бишкоти со кашкавал, дури играње бинго, карти, домино или снек, или за добар муабет со добро друштво, со тивка македонска музика, многу убави македонски специјалитети, како предјадење, главно јадење и сладко после јадење е сервирано од 12 сатот со вода и сокови. Цената за ова е само $20 на човек. За резервација јавете се кај Сузи Цветановска на 04 3442 9166. Да проследиме нешто и од вестите. Мицковски во придружба на ВАНС, заедничка заложба за натамошно јакнење на односите меѓу Македонија и САД, унапредување на билатерална соработка и заеднички приоритети и можности за продлабочување на партнерството во областа на заемен интерес биле темите за кои разговарале денеска премиерот Христијан Мицковски и вршителката на должност амбасадор на САД Никол Ванс. За средбата информира Мицковски преку својот Facebook профил, нагласувајќи дека средбата минала во пријателски дух и заедничка изложба за понатамошно јакнење на односите. Денес оствари средба со вршителката на должност амбасадор на Соединетите Американски држави Никол Ванс. Разговаравме за унапредување на билатерална соработка, заедничките приоритети и можностите за продлабочување на партнерството во областа на заемен интерес. Средбата помина во дух на пријателство, отворен диалог и заедничка заложба за понатамошно зајакнување на односните, објави премиерот Мицковски. Да видиме Стојановски што вели. 2 години власт, конкретни резултати за јавниот сектор. Продолжуваме со раст на платите и стабилна економија. Пресконференција на пратеникот на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски. Пратеникот Бојан Стојановски на денешната пресконференција изјави дека владата во изминатите 2 години реализирала серија зголемувања на платите во јавниот сектор и дека тие според него се значително повисоки од барањата што синдикатите ги поставиле додека партијата била во опозиција. Тој потсети дека представниците на партијата во периодот од 2020 до 2024 година учествувале на протести и стредби со синдикалните представници, нагласувајќи дека тогашното барање било линеарно зголемување од 2,806 денари по вработен. Според Стојановски, денес платите во општините управувани од градоначалниците на ВМРО ДПМН се зголемени во просек за 5000 денари, додека во повеќе сектори се договорени процентуални покачувања.
Тој наведе дека во образованието е постигнат колективен договор со кој примањата треба да пораснат од 46 до 60% во рок од 4 години, во високо образование најмалку 14%, а во здравството 40 до 50% во рамки на еден мандат. Владата избра 9 нови амбасадори. Екс-министерот за европски прашања Орхан Муртезани ќе биде нов македонски амбасадор во средиштето на НАТО во Бресел. Тој е еден од 9 нови амбасадори чии имиња поминале на денешната владина седница. Како што дознава Сител од своји извори, нов амбасадор во Лондон ќе биде Илена Мангова, која зад себе има богата кариера во невладиниот сектор како дел од раководството на Меѓународниот републикански институт ИРИ. Останатите амбасадори и сите имиња се дипломати од кариера кои со години работеле во МХР, меѓу нив е Линда Салиевска и Лазова, која во моментот е дел од кабинетот на министерот Муцински. Таа зад себе има речиси 20 години дипломатска кариера и бројни мисии во дипломатски представништва низ Европа. По комплетирањето на процедурите, таа треба да биде новиот македонски амбасадор во Хаг. Согласно законот, сите 9 имиња пред да станат амбасадори ќе треба своите планови да му ги представат на собранието во Комисијата за надворешна политика, пошто председателката Силјановска ќе треба и официјално да ги испрати во дипломатска мисија. Списокот на нови амбасадори според нашите извори е веќе усогласен меѓу председателката Силјанова, Министерството за надворешни работи и владата. Покрај 9 амбасадори, владата денеска одлучи да именува и 2 имиња за конзулатори во Мелбур и Солун. Од претходно познати се имињата на Веле Трпевски како амбасадор во Тирана, Адријана Цветковиќ во Токио, Димитар Блажевски во Киев и Фадил Зендили во Копенхаген. И тие чекаат за одбрана на своите тези во собранието. По комплетирањето на сите процедури, бројот на дипломати испратени во мандатот на Муцински ќе достигне 18. Од нив над 60% или вкупно 11 амбасадори и консули се дипломати од кариера, што е во насока на заложбите за професионализација на дипломатската мрежа и во согласно со новиот закон за надворешни работи, кој предвидува најмалку половина од амбасадорите да бидат професионални дипломати. Што се случи, кажи ми, со тебе, другар мој, откако се ожени, ти се промени. Еј, другар, дојде време да се смирам јас, помина она време, кога шетавме. Еј, другар, дојде време да се свирам јас, помина она време, кога шетавме. Крени чаша да нас правиме, една наша да запеме, за тие стари и добри времења, ти со мене вечерва. Крени чаша да нас здравиме, една наша да запеме, за тие стари и добри времења, ти со мене вечерва.
се случи, кажи ми, со тебе, другар мој, веќе не се гледаме помеаните. Сонот ми е спокоен, домот ми е мир, меаните ми на то најдов среќаја. Сонот ми е спокоен, домот ми е мир, меаните ми на то најдов среќаја. Грени чаша да наздравиме, една наша да запеме, за тие стари и добри времења, и со мене вечерва. Грени чаша да наздравиме, една наша да запеме, за тие стари и добри времења, и со мене вечерва. Грени чаша да наздравиме, една наша да запеме, за тие стари и добри времења, и со мене вечерва. Грени чаша да наздравиме, една наша да запеме, за тие стари и добри времења, и со мене вечерва, и со мене вечерва. Подранила цена за вода студена, рано подранила со 200 млинови, оф на мое срце цено, огин гореше, оф на мое срце цено, огин гореше. Ој цено, цено, севда голема, изгоре ме цено мори, запали ме душо. Ој цено, цено, севда голема, изгоре ме цено мори, запали ме душо. Ценината снага дека тополова, ценината снага дека тополова, оф на мое срце цено, огин гореше, оф на мое срце цено, огин гореше. Ој цено, цено, севда голема, изгоре ме цено мори, запали ме душо. Ој цено, цено, севда голема, изгоре ме цено мори, запали ме душо.
na moje srce ceno, ogin goreše. Na moje srce ceno, ogin goreše. Oj ceno, ceno, sevda golema, izgore me ceno mori, zapali me dušo. Oj ceno, ceno, sevda golema, izgore me ceno mori, zapali me dušo. Rujna zoro, obrgom zori, dobro znaješ, srcevo mi gori. Da ja vidam nade na čardakot, duša gori, golem ne merakot. Seka zora, šaretni braća, što mi ja nema, panika me faća. Stani nade, stani rozom tela, ajde ispravi se, da te vidam cela. Da ja vidam tvoj taramna snaga, dobro znaješ koliko si mi draga. Rujna zoro, po brgu osamni, mojmo srce naskoro je plamni. Nego kasni nadojdena reka, stani nade od postela meka. Merakole, a prilika
postaja kapu šaršija. Gledaj što mi napravi.
седна да си одмори, а ми е тивко прозбори. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj nadušava. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj nadušava. Moma ubava, merak vdušava. Тогаш придемо мето, му го даде стомнето, вода да се напие, седа да го попие. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам стомнето, си го сакам момето. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам стомнето, си го сакам момето. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj nadušava. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj nadušava. Moma ubava,
stramel da ti reći sin biće ko te miluva pa se stramel da ti reći koga sin ti me miluval zaš ne kažal od porano koga sin ti me miluval zaš ne kažal od porano. Сега сум си подсвршено за еднолично беќарче. Сега сум си подсвршено за еднолично биточанче. Да проследиме нешто интересно. Кина испушува историја отворен најдолгиот тунел на автопат. Инаку, норвешкиот тунел Лердал се уште најдолг патнички тунел во светот со 24,5 километри. Најдолгиот тунел на автопатиштата во Азија што туку е завршен. Делницата со совршено осветлени бетонски зидови се наоѓа во Кина и долга е 22 километри, објави списанието. Новиот градежен потват не само што урна рекорд, туку буквално го менува значењето на зборот далеку, во која била планинската област, за овој масивен коридор наречен Таишан Шенгли. Лежи едноставна кинеска национална обсесија да се поважи секој агол од земјава, без разлика колку е див теренот. Пробиен низ суровиот терен на покраината Гуџој, масивниот премин е дел од брза патничка врска, осмислена да ги скрати патувањата што некогаш се одвивале по бавни, опасни планински патишта. Така, еден од стручњаците на овој сложен потват ја сподели изградбата со изведување операција на отворено срце на планина што постојано се движи, укажувајќи на опасностите при пробивање пат под масивните кинески планини. Инаку, норвешкиот тунел Лердај се уште најдолг патнички тунел во светот со 24,5 километри. Доста интересно. Туристите потешки од 100 килограми веќе нема да смеат да јават магарина на Санторини. Туристите на грчкиот остров Санторини со години јаваат магарина од старото пристаниште до градот Фира, кој се наоѓа на врвот на Карпата. Сепак, поради екстремно стрмната рута со камени, скали, големиот метеж и зголемените предупредувања од Организациите за заштита на животните и локалните власти воведува построги правила. Сега, секој што сака да јава магаре, не смее да тежи повеќе од 100 килограми, објави порталот Always Pets. Животното не смее да носи товар поголем од 20% од својата телесна тежина. Ваквата одлука е донесена поради исцрпеност и чести повреди. Најчестите и најтешки повреди се случувања за време на туристичката сезона. Животното се соочувало со повреди на арбетот, рани од седелото и прекуморен напор. Искачувањето од пристаништето до Фира е долго приближно 400 метра, со 500 до 600 скали, во зависност од рутата на магарината. Често се принудени да направат повеќе тури дневно. Оттаму, освен правилото за тежината на јавачите, на магарината мора да им се обезбеди вода за пиење, како и пауза за одмор. Со тоа би се заштитиле од
дехидрацијата, исцрпеност и долгорочни проблеми со зглобовите. Со одлуката е планиран и засилен надзор, водење евиденција за полесно да се следи здравствената состојба, како и условите за работа. Генерации наназад магарината имале значајна улога за жителите на Санторини. Пред изградбата на патиштата и жичарата им служеле за транспорт на градежен материјал, продукти и луѓе. Санторини годишно е посетен од неколку милиони луѓе, а голем број од нив доаѓаат со крузери до врвот на островот, потоа се оди пеш со жичара или магаре. И ден денес се туристичка атракција на островот. Во последните 2 децении бројот на туристи интензивно расте, особено пред пандемијата, кога островот го посетиле повеќе од 2 милиони луѓе, вклучително и стотици илјади патници со крузери. Зошто сите сакаат на месечината и кој води во новата вселенска трка? Првата мисија со човечки екипаж на месечината од повеќе од 50 години би требало да полета во наредните недели. Артемида 2. Мисијата на Американската вселенска агенција НАСА би можела да полета во било кој момент од март до почетокот на април, во зависност од низа фактори, меѓу кои се завршените проверки на леталото, положбата на месечината и временските услови. Иако екипажот нема да стапне на површината на месечината, НАСА се надева дека 9-дневната мисија ќе го поплочи патот кон трајно присуство на месечината и испраќање американците на Марс. Меѓутоа, Соединетите американски држави не се единствената земја која сака да се спушти на месечината. Зошто државите сега брзат да спуштат чизми на ова небесно тело и поради што се води нова вселенска трка. Која е целта на мисијава? За разлика од славните Аполо, мисии на месечината во текот на 1960-тите и 1970-тите години, ова патување не значи само испраќање луѓе и нивно враќање на земјата, вели за BBC доктор Намарта Госвати, авторка на книгата. Тоа е одскочна штица кон целта на Америка, а тоа е воспитувањето трајно присуство на месечината и експлоатација на вредни минерали, вели таа. Ова патување е продолжение на мисијата без екипаж Артемида 1 од 2022 година, која беше првиот тест на тогашниот систем на НАСА за истражување на длабоката вселена. Меѓу другото, екипажот на Артемида 2 ќе вежба управување и прецизно позиционирање на вселенското летало Орион за спуштање на месечината во иднина. Најоддалечната точка во длабоката вселена до која ќе стигне леталото ќе биде околу 7400 километри зад далечната темнина страна на месечината. Зошто требаше толку долго за враќање на месечината? Последен пат луѓе одеа на месечината за време на мисијата на НАСА Аполо 17 во 1972 година во време на студената војна. Нешто и за здравието. Како правилно да го чувате кафето за да не го изгуби вкусот и аромата? Печеното кафе може да трае долго време на полицата, но експертите велат дека неговиот квалитет не е константен и ја губи свежината поради изложеност на воздух, влага, топлина и светлина. Печеното кафе може да трае долго време на полицата како и секогаш, но експертите не дозволуваат. Разбирањето на ефектите од овие елементи е вклучно за правилно складирање, пишува весникот Kitchen. Целите зрна кафе содржат масла и соединија кои брзо се разградуваат, па затоа целта на правилното складирање е зрната да се чуваат во затворен сад на ладно, темно и суво место.
Се препорачува да купувате само количина кафе што може да ја искористите за 1 до 2 недели. Неотворената кеса може да се чува до датумот на истекување на наведен на пакувањето, а откако ќе се отвори со правилно складирање, зрната најдобро е да се искористат во рок од 2 недели за најдобар вкус, иако 3 недели ќе бидат прифатливи. Може да чувате зрна кафе во оригиналната кеса, но најдобро е кафето да го префрлите во затворен сад, со што е можно помалку празен простор. Важно е кафе да се чува на собна температура, подалеку од извори на топлина, како што се шпорети и подалеку од директна сончева светлина. Чувањето во фрижидер не се препорачува, бидејќи внесува влага и мириси што кафето лесно ги абсорбира. Иако кислородот е најголемиот непријател на свежината на кафето, за најдобар вкус, повисоките температури и влажноста го забрзуваат губењето на аромата. Поради ова причина замрзнувачот може да изгледа како идеално решение, но не е и погоден за кафето што го користите секој ден. Исто така, замрзнувањето на кафето може да биде добра опција за долгорочно складирање, но само ако се направи внимателно. Меленото кафе ја губи свежината побрзо од целите зрна кафе, често во рок од неколку дена, бидејќи поголемата површина го забрзува процесот на оксидација. За максимална свежина се препорачува да мелете само количината кафе што ви е потребна за подготовка. Остатокот од кафето чувајте го во затворен сад на ладно и темно место и за најдобар вкус корисно е да го консумирате во рок од 1 недела. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. Соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник при труп на Попо Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.